Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, изјави дека околу 40.000 студенти веќе ги добиле ваучерите од 15.300 денари за електронски уреди. Од предвидени 55.000 за учебната 2025-2026 година. Тој нагласи дека проектот е еден од најуспешните во дигитализацијата и помага да се намали дигиталниот јаз, овозможувајќи секој студент да има уред за учење. Интересот бил огромен, само првиот ден имало 15.000 апликации. Рокот за пријавување е до 20 декември, а ваучерите може да се користат до крајот на годината. Мерката, според Андоновски, им помага и на студентите и на економијата, бидејќи 15 компании учествуваат како провајдери, без државна набавка и без ризик од злоупотреби. Републичкиот јавен обвинител Јупчо Коцевски изјави дека предметите за спорните легализации во општина Чаир, кои се обработуваат во Скопското обвинителство и основното јавно обвинителство, најверојатно ќе бидат споени бидејќи се меѓусебно поврзани. Едниот случај е отворен по допрен глас, а другиот по пријава од Данела Арсовска и обвинителството веќе има доволно докази. Коцевски откри дека истрагата за Артан Груби е речиси завршена и се чека само неговата екстрадиција, но нема податоци за неговата локација. На критиките за селективност од Министерството за внатрешни работи, одговори дека обвинителството работело на над 20.000 пријави со ограничен кадар. За незадоволството на премиерот Мицкоски, Коцевски рече дека оценките на Европската комисија го потврдуваат нивниот фокус на случај од висока корупција и дека најавите за негова смена се политички мотивирани. Посочи и дека обвинителството добива само половина од законски предвидениот буџет и побара повеќе истражители и ресурси за поуспешна борба со корупцијата. Лидерот на СНСД, Милорад Додик, изјави дека, според него, пропаднале обидите на високиот представник Кристијан Шмит, пробошњачките структури и антисрпските елементи да ја дестабилизираат Република Српска преку вонредните председателски избори. Според Додик, народот во тешки услови го поддржал кандидатот на СНСД, Синиша Каран, кој според партијата води со околу 8.500 гласови пред опозицијскиот кандидат Бранко Блануша. ЦИК уште ги нема конечните резултати, но според 99,72% обработени места, Каран има 50,31%, а Блануша 48,36%. Додик ги одби барањата на опозицијата за повторно гласање во Добој, Зворник и Лакташи, тврдејќи дека нема база за тоа. Опозицијата и понатаму инсистира на повторување на изборите на спорните локации. Обединетите нации објавија алармантен извештај за фемицидите во 2024 година, според кој секој 10 минути е убиена една жена или девојка од партнер или член на семејството. Вкупно 83.000 жени и девојки биле намерно убиени, а во 60% од случаите сторителот бил од најблиското семејно окружување. Африка има највисок број, 22.600 фемициди и највисока стапка од 3 жртви на 100.000 жени, а Европа ја бележи најниската со 0,5. За споредба, во 2023 година 51.100 жени биле убиени од партнери или роднини. Извештајот повторно предупредува дека насилството врз жените останува глобална и сериозна закана. Во иранскиот град Бастан беше јавно погубено лице осудено за силување и принудување на 2 жени. Врховниот судија на покрајината Семнан Акбари соопшти дека истрагата утврдила дека обвинетиот ги измамил жените, а потоа со сила, закани и заплашување извршил сексуално насилство, обидувајќи се да ги заплаши со нарушување на нивниот углед. Погубувањето, како што наведуваат властите, било спроведено согласно исламските и судските прописи, како дел од решителните мерки против делата што го загрозуваат моралот и безбедноста во општеството. Foreign Policy предупредува дека прашањето повеќе не е дали Јапонија и Јужна Кореја ќе развијат нуклеарно оружје, туку кога. Причина е ослабениот американски нуклеарен чадор и растечката моќ на Кина и Северна Кореја, кои добиваат способност за втор удар. Јапонија веќе има технички капацитет брзо да произведе бомба, а недовербата во американските гаранции расте, особено по искуството на Украина. Магазинот оценува дека регионот влегува во нова нуклеарна реалност, во која Токио мора да избере меѓу сопствено одвраќање или постепено губење на стратешка автономија, што би ја променило рамнотежата на силите во цела Азија. Кинескиот председател Ши Џинпинг му порача на Доналд Трамп дека Тајван е клучен дел од кинескиот суверенитет и поворниот поредок, предупредувајќи дека Пекинг нема да прифати обиди за нарушување на територијалниот интегритет. САД официјално не ја признаваат Тајван како држава, но остануваат негов најважен воен партнер. Од Тајпеј стигна силен одговор дека враќање под Кина не е прифатливо. Во исто време растат тензиите меѓу Кина и Јапонија, откако новата премиерка Такајчи најави можност за интервенција ако Кина нападне. Се продлабочува дипломатскиот и економскиот раздор, а Токио и Вашингтон истакнуваат усогласени безбедносни ставови.
Времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во западните делови ќе има повремен локален дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди. Ќе дува умерен до засилен ветер од југоисточен правец. Во следните денови не очекува претежно облачно време со повремени врнежи од дожд. Пообилни попладне. На повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи.